Си најдоали бугарските власти оправдување за продолжување на блокадата за македонските интеграции. Кулминацијата на политичката криза во Софија се поизвестно навестува дека ветото останува и во јуни. Меѓународниот притисок дека до Европскиот самит на крајот од месецов треба да донесе решение на билатералниот спор меѓу Македонија и Бугарија, очигледно нема да ја смени состојбата. Се погласни се експертските размислувања дека распадот на коалицијата на Кирил Петков само оди во негов прилог, бидејќи според европските челници ќе ја пренесе сликата дека во услови на политичка криза нема мандат да одлучува сам за кревање на ветото, иако тоа било ветено. Од тука пак Брисел ќе има алиби за уште едно не за Македонија за почнување на преговорите, а Бугарија ќе поентира пред своите граѓани дека успешно го амортизирале меѓународниот притисок. Дека блокадата за Македонија ќе трае, а ветото ќе се одолжува до недоглед, индиректно најави и самиот Петков, кој наметна став дека нема рок кога да биде кренато ветото за Македонија, односно дека во следните 10 години ќе направат се што пропуштиле низ годините во минатото. Че всъщност ние не трябва просто да дигнем. Ние не треба просто да го дигнеме ветото, туку да го преместиме. Промената на уставот во Македонија мора да се случи пред првото поглавје и треба да ги ставиме на колосек за Европа, но критериумите што треба да ги исполнат мора јасно да бидат поставени од нас. И даваме пат на Северна Македонија кон Европа, но овој пат е поплочен со барање и обврски. Јасно врамени и кој ги користи цела Европа за да обезбеди напредок што сите сакаме да се случи таму. А во бугарското собрание се уште трае пазарот за одржување на владеачкото мнозинство кое му е неопходно на Петков за да опстане на власт. По примерот на македонското сценарио со одметнатите пратеници и во соседството осумина пратеници веќе му го свртеа грбот на шоуменот Слави Трифунов и заминаа на страната на Петков. Во целиот хаос кој владее во Бугарија и председателот Румен Радев не губи време, па во телефонски разговор со председателот на Европскиот парламент Шарл Мишел притиска да остане ветото за Македонија. Интеграцијата морала да биде одржлив и неповратен процес, изграден врз реални резултати. Бугарија е отворена за диалог и очекува конкретни резултати, кои не може да се земат предвид во преостанатите денови до Европскиот совет овој месец. Петмина пратеници од пратеничката група на Има таков народ веќе ги поднеле своите апликации до канцеларијата на Националното собрание за излегување од пратеничката група и нивно присоединување кон владеачкото мнозинство.